Овие деца навистина имаат потреба од многу грижа, многу професионална и човечка посветеност и за нив им е потребна протоколарна нега која што ние практично ја практикуваме во нашите породилишта и во нашите единици за специјална и за интензивна нега, според медицината базирана на докази. Меѓутоа, морам да напоменам дека таа грижа треба да биде и индивидуализирана, бидејќи нема исто новородено дете, особено кога говориме за недоносените деца. Значи, збориме за една голема група на многу вулнерабилни пациенти со кои што секојдневно имаме професионален голем ангажман. Значи, предвременото породување е голем стрес и шок. Еден неочекуван момент за родителите е навистина не се спремни за се она што им се случува, бидејќи се случува пред планираниот термин кога требало да биде реално породувањето и ги затекува навистина неспремни. Она што стално велим и стално ни се случува, ништо сме подготвени, да, и не се подготвени точно, зашто нити е искречена детската соба, нити е креветчето наместено, а лиштата се до пола испеглани и сите се навистина, цела фамилија и родителите затечени со ситуацијата и со овој нов момент, меѓутоа, она што велиме Kinder Surprise се случува. И тој стрес е апсолутно реален, бидејќи имаме една неизвестност, зборуваме за едни мали недоносени деца кои што апсолутно во почетокот може да имаат одредени адаптациони проблеми кои што се специфични за секое новородено дете, колку е порано родено и колку гестацијската возраст е порана и помала, толку тие проблеми адаптациони после браѓањето може да бидат поголеми и поинтензивни. Така да голем дел од тие деца завршуваат на оделенијата за интензивна нега и терапија, дел од нив имаат потреба од специјална нега и интензивен мониторинг. Меѓутоа, затоа велам кога говориме за стресот, треба да кажам дека и медицинските работници секогаш кога очекуваме предвремено породување и раѓање на недоносено дете, сите ние исто така сме во големо исчекување и во тонус и сите сме под стрес. Рачунајте дека на секои 10 доносени деца имате едно недоносено раѓање. Така да зборуваме за деца кои што се родени пред 37-та гестацијска недела и како што реков, колку е помала гестацијата, толку очекуваните практично проблеми се поголеми.